Парите што беа наменети и ветени за исплаќање на субвенциите во земјоделството за 2016 година ќе бидат ослободени од блокадата што се наметна поради актуелната политичка состојба, па Министерството за финансии без проблеми ќе може и да ги префрли на платежната агенција, од каде ќе легнат на сметките на земјоделците. Уставниот суд оценил дека нема правни пречки пред да се формира новата влада привремено да запре важноста на одредбите од законите за избори и за спречување корупција, со што и субвенциите ќе можат да се исплатат. Тоа значи дека е прифатена иницијативата што ја поднесе земјоделското здружение Агротиквешија, со која се бараше донесување времена мерка за запирање на важноста на одредени членови од споменатите закони, кои ја забрануваат исплатата на финансиската поддршка до формирањето влада. Одлуката доаѓа со известно задоцнување, со оглед што пролетната сеидба одамна е започната, а земјоделските производители повеќе пати реагираа за лажните ветувања што им биле давани. Функционирање да, тоа е стимулирање на земјоделието. Кај нас толку пари се фрлени по зборовите на министерот и на неговите соработници во земјоделието, меѓутоа од земјоделието сами можеше да видите тука на терен што се дешава. Пусти површини, неизорани, не обработени. Субвенциите не се исплатени земајки дел од 2012, дел 2013, 14 и 15 и целокупните за 2016. За земјоделците значи ова погреб. Значи ова е смрт за земјоделието. Иако уште на почетокот на годината имаше ветување од ресорното министерство дека субвенциите на земјоделците ќе им бидат исплатени, тоа досега не се реализираше. Дали по одлуката на Уставниот суд наскоро навистина ќе започне исплатата на финансиската поддршка, ќе треба да се почека, со оглед што од Министерството за финансии рекле дека се уште не ја добиле судската одлука.